Безброј пати сум ја поминувал патната делница Плетвар мотел Дреново. Секогаш во очи ми доаѓаше рачно изработениот метален сообраќајен знак од некој добронамерник, поставен во непосредна близина на импровизираниот паркинг кој се наоѓаше на левата коловозна лента, на кој со избледени букви пишуваше село Топлица, село Никодин, село Ракле. Секогаш кога поминував покрај овој сообраќајен знак, си велев следниот пат ќе дојдам и во овие три села, не само да ги видам поодблизу, туку и да направам и за нив документарен запис. Ете како што вели народот, Господ сакал најпрво да го посетам селото Ракле. Тоа се случи на сам ден на Свети Атанасиј Летен, селската слава на ова село. Времето, иако беше пролетно, тоа утро кога тргнав кон ова населено место, беше тмурно. Црни облаци го покриваа хоризонтот што ме окружуваше, во секој момент да ја натопат сувата земја со дождовна вода. Со мојот верен сопатник, стариот руски джип од марката КамАЗ, од градот Прилеп, тргнавме по 10-километарската патна делница преку превојот Плетвар и некаде при крајот на оваа патна делница скрштавме лево во правец на селото Ракле. Откако ги поминавме првите 100 метри по стариот од забор на времето изабен асфалт, веднаш штом навлеговме во густата шумичка, пред нас се појави селското раклечко-макадамско џаде. КамАЗот малку се позакашла, машината почна да трокира. Не, КамАЗот не беше расипан, туку како да сакаше да ме предупреди, чврсто да го фатам воланот, затоа што на вистина не чекаше вистинско оф-роад планинско сафари, по патот кој кривулесто се извиваше кон планинскиот масив, меѓународот попознат како Ножот, а патот беше така избразден од пороните дождови, како низ него да имаше протутнато некоја артилериска воена единица. Моторот на КамАЗот повторно како да се подзакашла, а не ми требаше многу време да разберам што сака да ми каже мојот верен сопатник. Неговата порака беше најпрво да го вратам на нула и да го вклучам бројчаникот на така да речем резервниот мерач на поминати километри, за подоцна да дознаеме колкава е километражата на раклечкото џаде, но исто така ми даде дознаење малку да подизлезам од кабината, да ја земам камерата, добро да ја причврстам на хаубата, за да снимаме поголем дел од ова наше раклеско оф-роад планинско сафари. Почитувани мои, предлагам дел од ова раклеско сафари и вие да проследите во продолжение на оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Како вистински оф-роад пилот, а мојот КамАЗ како вистинско оф-роад возило, по 60 минути возење по криволестиот, негде годе шумови, негде годе пустински камени предел, стазавме на една планинска крстосница, каде што повторно во пресред наидовме на два нови сообраќајни знаци, овој пат направени од грубо изделкани дабови штици, закачени на 1 метро висина на две дабови штотокни скастрени стебла, каде што во штиците беа на мощне убав вајарски стил изгравирани два написи село Ракле и село Никодин. КамАЗот и по трет пат некако се закашла, затрокира машината на тој начин за да ме потсети да го видам бројчаникот од резервниот мерач на километража, да видам колку пат поминаве. На бројчаникот од резервниот мерач на километражата пишуваше 7 километри. КамАЗот на вистина ми беше верен сопатник. Откако го изгасил моторот, излегол под возилото, тој малку се подзаниша, давајќи ми дознаење дека овде ќе ме чека.
Почитувани мои, да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме окружуваше, не можев да се изначудам. Прекрасна, колоритна убавина, вистинска питомина, вистинска дивина, недопредна природа, човек да се наслади од тоа што го создала природата. Гледајте и ушивајте. По краткиот престој на крстосницата се упатив в село. Се обидов да ги пронајдам некогашните селски патчиња и сокачиња, селското средсело, да ги пронајдам остатоците од некогашните кујчи, плевни, трла, селските дворови, селските авлии. Од некогашното село Ракле денеска речиси не остана ништо. Сето е камен на камен, а каменот обраснат од трње и капини. Сето зараснато и каменот не можеш да го забележиш. Единствено нешто што останало да говори за некогашното село Ракле е само многовековниот христијански православен храм, многовековната селска црква Свети Атанасије. Се упатив во овој многовековен Божји храм. Иако црковниот двор беше обраснат со дабови виданки, препон беше со народ. Дојдени беа поголемиот дел од некогашните жители на ова село, кои го чекаа да пристигне попот одреден за ова празнување од прилепското наместништво, затоа што во ова село одамна нема ниту погреб, а за кршевка или венчавка да не споменуваме да ја одбележат нивната летна селска слава Свети Атанасије летен. Ево овде се наоѓаме во селото Ракле. Ракле. Како е твоето име? Моето име е Бранко, иначе во прекаро Мангиро. Тие се гробиштата. Најстарите гробишта се, ова е наша, му кажам, на нашата фамилија. Уште тркава направена одека се закупувала фамилијата наша. Овој бил крстов, кој може да го ватиш. Онај. Така имаме насески на него. И ден денес тој бил нас бил трговец во време, терал 9 маски и едно магаре за јавање. Одел во Албасан, носе маслинки од драма, кавала. Тој бил најјакиот трговец за И денеска од селово не остана ништо. Од селото сега нема ништо, не останува. Селото отиде, ние се најдоне да црква да се направи, беше во вид на паѓање. Јас бев иницијатор, старите луѓе што беа пред нас, тие стално ја таква и работата, бе во чаршијата, стално ме молеа дај да организираме да црквата се попре. И мене ми дојде една идеја, ние имаме корија, на таа страна е таа корија и овде имаме корија. Ми дојде една идеја и заводовне во комунизамот, знаеш како беше тоа. И прати двајца старци, Пере, Цветко и Стојан, да појдат во катастар да извадат документи, колку појдат црква имот. И појда има во катастар и му даде искрица и поседовни листови. Извадоне, од тука дојдоа кај мен насмејани. Рече, ни дадоа црквата поседува со 40 декари и 9 хектари. Другата корија што не е, таа е стара пред 2000 години. Таму седиш, ќе видиш дека дабја има по 3 метра уште што живеа. И така ми дојде таа идеја, извадаме документи, гориме се и од така направена организација заедно со селото
направиме организација и црквата ја оставиме да живе, иначе ќе беше поништена. А на ден Великден, на следниот ден на Великден, братуче Тимам, со него дојдовме пешки. Дојдовме, ја малце сум по занајато за зидаријата по работа, тоа ми е прадедо останало. И тука, кога видаме црквата, ние берене пари, ништо. По 10.000 тогашни пари, што немаше да. Му велам, братуче, ова црква и треба 80 милиони барем пари за да кренеме да биде. Да беше памет. И така направиме организација заедно со народот, со селаните мои, да речеме, направиме и насекоме дрва, таа корија што ни е таму другата, насекоме дрва, 400 кубици дрва. Продадаме дрвата и од дрвата направиме после акција, мајстори едно друго и направиме. После тремовите беше едниот трем, кај што седиме, беше падна. Скроз поништен беше. Другиот трем беше сио кун на паѓање. Ајде потака поваќе со старците, што беа да го направиме, едни го направиме, да го направиме и други ќе го направиме. Па направиме акција заедно со селото, со луѓето заеднички, овде га направиме една сеча голема и со таа сеча па продадоме дрвата, стоиме и го направиме и другиот трем. Но пред да ви пренесам дел од празнувањето на некогашните жители од селото Ракле, на нивната некогашна летна селска слава Свети Атанасија Летен, предлагам да ве запознам со моите досегашни сознанија за ова некогаш живо село. Ракле се наоѓа на североисточната страна на територијата на општина Прилеп, во горното сливно подрачје на Раечка река. Селото е планинско на надморска височина од 700 метри, а тарот запаќа простор од околу 14 квадратни километри. Во годините кога било најмногу населено, селаните се занимавале со сточарство и земјоделство. Селото има мощен голем атар кој се распостила од местноста викана Козјак, продолжувајќи до местноста Мала Могила, допирајќи со синорите на селата Никодин и Топлица, се до кањонот на Раец. Во лаките кај Раец во минатото се одредувало и ориз. Селаните често оделе на аргатлук во Тиквешијата, во Прилепско, а на жетва дури во Солунско. Во 19. век Ракле било село во Прилепската каза на Отоманската империја. Во етнографијата на вилаетите Андрионопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е дадена статистиката на машкото население од 1873 година, Ракле е посочено како село во Велешката каза со 60 домаќинства и 276 жители. Според статистиката на Васил Канчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Ракле имало 518 жители, сите христијани. Во почетокот на 20. век, населението на селото било под управа на Бугарската екзархија. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, Македонија и христијанското население во 1905 година броело 616 екзархисти. Селото Ракле му е соседно село Никодин и Топлица. А иначе Ракле било збирано, Ракле, баш имам син јас од Англија, историска книга нашол некоја.
пред 1000 и таму не знам која година с нощи ми кажуваше тој. Се водело Ракле град Ракле. Оти Ракле било долу раселено од џадето, кај идеме од џајето и таа околија целата тука било раселено. Имаме таму стара црква, викаме Долна црква, имаме Черенец, имаме речи го тоа било град Венција го викале, ние Венција си го викаме по нашето останато. И од таа историја нашол во книгата, што читала син ми, дека постоело пред 1300 години таму. Постоело само од градско потека некој село, тоа не го думам, и едно село Дебреште во книгата и Ракле постоело. Другите села немало села да во историјата да се пишува. Колку куќи имаше порано селото Ракле и колку жители? Ами видевам, во нашето, во моето знање имаше 54 куќи. 54-55. И имаше околу 700 членови. Од што луѓе да живеа порано? Што одека се оваа земја раѓа? Овдека земјоделие. Се раѓаше пченица, зависи од местноста на местото, рж, царевки, гравои. И од тоа живееме. Долу реката, што држеме реката, сеја и орис. Орис сеја и од него. И од тоа живееме. Сусам сеја, апион сејане, апион дека да дојше тога да видиш да од милина беше не така. Ова место овдека така пригодно е и за огледување на добиток. Имаше овци на времето овде? Имаше. Колку имаше, да речеме, секоја куќа? По колку? Ами зависи. Ние држаме околу 250 грла овци. Нашата фамилија. 70 грла говеди. Говеда имаме. Елгари имаме коњи, 2-30 беа коњи. И тие коњите и даваме завршење, кои што нема да решиме со волој што вршеа, му и даваме под наем. Најстарите фамилии од Ракле се Бојовци, Велковци, Мангировци, Пушевци, Режановци, Паровци, Курапашовци, Кишовци, Богоевци, Царевчковци и Србовци, чија нивна заедничка слава е Свети Никола. Нашата фамилија е доселена од Радобил. Имало манастир во Радобил. Од голем или од мал Радобил? Од голема Радобил. Така. Од голема. И дедото го викале Здраве. Тој си дошол кога го запалиле тие ајдуците манастирот, кога го запалиле и се раселиле, они биле чивчи таму. А дедото наш бил ковач. Дошол до Ракле, сака да бега за Никодин, арнама тие што биле постарите тука некои и му дале скоро 1 хектар место и му помогнале и куќа направиле и тој тоа останал ковач во Ракле. Кој ќе прочиташ овдека ни селово, по сокаците селски. Така. Куќата на Пашевци ја нема, куќата на Митревци ја нема, продавницата ја нема, свадби нема, крштевки нема. Нема. Ти плаче ли душата или ти се радува? Ми плачи, ама џабе. А прво не запушти прво после ослободување за другата, колективите. Колективите, така. Колективите не запушти. Ние зедоа стоката, не зедоа се. Понови доселеници во Ракле се поповци, кои од Никодин во Ракле се доселиле во 1890 година, Трипуновци, кои во ова село се доселиле од Велешкото село Попадија во 1894 година, Немовци,
доселени се од селото Мрамор во 1906 година, Миновци и Карслановци водат потекло од селото Никодин, а во Ракле се доселиле во 1911 година Голевци, кои во 1911 година се доселиле од Никодин, а додека пак Чеповци од селото Тројаци во 1912 година се доселени во Ракле и Колевци, кои во Ракле се доселени од селото Топлица во 1918 година. Во 1948 година во селото Ракле живееле 294 селани, во 1953 година 317 жители, во 1953 година во селото Ракле живееле 317 жители, во 1961 година Ракле брои 269 мештани, во 1971 година 145 жители, а според пописот од 1981 година Ракле имало 24 жители, во 1991 година во Ракле живеат 17 жители, во 1994 година бројот се намалил на само 7 жители, а од 2002 година Ракле е наполно раселено село. Јас сум Јордан Трајковски, инаку ме викаат Орде Пушев, од татко Ристо, мајка Савка. Овдека сум роден во селово, овдека израснав, овдека се научив да одам и се научив да читам и да пишувам. Значи, 8-то деление тука го завршив. По тоа отидов во Прилеп, со татко ми мајка ми се преселине, по известно време, после 3 години, заминав за Германија. Во Германија заминав недега 70 години. Па уште таму сум, 70, скоро 50 години во Германија. Иначе пак ме влече овдека да го видам село Ракле и да се почувствувам како дома да сум. Ако сум во Германија, ако сум во Прилеп, али Ракле не е Ракле. Првиот учител што научеше беше Блаже од селото Крстец. После тоа дојдо 8 деление, не уче повеќе професори, учители, тогашто време, али директорот ни беше од Ракле, Димовски Пецо. Колку бевте ученици во класот? Во класот бевме околу 30 ученици. Овдека Ракле се учеше од околниве села, од Никодин, Радовил, Топлица, Тројаци, Царевич. Секогаш душата да ни плаче за родниот крај, али тоа е ние сме далеку, ние сме во туѓина. Во градот кај што живееме ние имаме македонски клуб и се вика Македонска зора. Моите деца одат таму, фолклори имаат, игра македонски песни, орел и клубот, ако сакате да знаете, јас бев првиот основач на клубот и инициативата тој клуб се отвори да биде македонски, право македонски, Македонска зора во Офемуру. Сум Драгица Трајковска, сопруга на Трајковски Јордан. 45 години во брак, имаме 4 дечиња, 6 внучиња. Се радувам со нив, се гордам со нив, повеќе сила имам со него. Рекате дека имате колку внучина? 6. Ајде ми набројте како се викаат. Постариот е Лука Цвирков, 17 години, Жани 14, Давид Трајковски 13, Марко Ефтимов 10, Нико 8, малата Мија година и пол. Кој ти се најмили, првото или сугарето? Сите исто, не можам да определам, сите ми се исто. Јас се викам Даница Христоска, родена Трајковска, сестра на Јордан Трајковски.
Имам тројца браќа, јас и единствена сестра. Родена сум овде во ова село, во Ракле, на 1 јуни 1942 година. Имам живеено до четвртата година моето детство. После сме се иселиле во Прилеп. Така да немам многу спомени од селово, но сепак еве се одлучив да дојдам на оваа селска слава, црковна слава. И ипак спомените од детството, младоста на моите браќа, живењето на моите родители, моите роднини кои што живееле на ова поднебје, на ова село, ипак ми будат чувство на убаво, бидејќи сепак тоа е нешто наше. Кој импресии ќе ги носите од Германија? Ќе носите македонци? Поздрав од Македонија, поздрав од моето родно село, поздрав од Прилеп и од сите убави спомени овде ќе поминат. И една порака до сите наши македонци каде да се наоѓаат. Каде да се најдуваат, да го поседат своето огниште. Никош да не го заборават. Затоа што од родната земја Нидека нема нема поарна. хубаво. Втората половина на 18 век за Ракле е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на отоманскиот башибозук на овие простори. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија во местностите Старо село, Гробиште и Црквиште, а врз претходно развернатата селска црква Свети Атанасије, која се наоѓала во северозападниот дел од селото, поедно некогаш била и соборен селски храм. Во средината на 19 век е изградена денешната црква, во 1864 година е живопишана. Таа е трикорамна градба со полукружна апсида на источната страна. На западната страна има галерија на кат. А тие што биле почорбачи, сакале, кај онде со Вилко стоеше на Серцелона, сакале тука да прават црквата. Арнам овие сиромасите нечеле тука и кога се собрале, во зимата се враќале од Руманија. И од горе навадиле камен, сите биле мајстори, тие чимоден, јабана, тие биле занетчи. И понадиле и почна да дидат црквата. Затоа црква на наша, не знам дали примети, е на два дела правена. А каменот го носеле Делкан камен, од вам имаме едно место горе, скокот го викаме, тој би го ресио и камен. Може ли вака да се присетиш како беше животот во село Ракле кога беше ти млад пред 50 години, за Божик, за Великден, за Ѓурѓовден, за Илинден, за Свети Атанасије, за сите празници? За сите празници. Беше весело селото. Сида гости, се веселене, игране, сите работи правене. И тоа, другото, што ме забидите. Во подалечното минато, мештаните од Ракле учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во претилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Покрај селото се наоѓа врвот Ножот, на кој на 14 јули 1907 година се случила една од најтешките битки на револуционерното движење на македонците против османските војски, која во историјата е запишана како битката на Ножот. Стрико, разговорот што го поставне во твоето родно село Ракле, Да. во црквата, во Српската црква, го продолжуваме овдека на местото викано кај Ножот. Ајде малку да ми кажеш таа историја, тие приказни што тебе ти ги кажувале твојот дедо, твојот прадедо, твојата баба, твојата мајка и твојот татко. Како напаѓале турците. Турција, аскерот, бил тогаш татко ми 7 години. Аскерот се јавил од Прилеп аскерот од Топлица, од Ридон. И после преку село наше, одека што излегуваме по патот,
Не имам дека тука не беа племните. И од тука оградите ни се. И од тука, ко се јавиле турците на Топлица на Ридот, со тоа трубите му засвирале. И овие му се јавиле одадека од ножа. И те му дале знак. И од така, кога излегле овде на Патов, кај племниве наши, во оградите, и тука дале фронт. Војската ја развиле да фронтално да оди. Уште првото тргање, тогаш уделе командантите на коњи, напред. Уште тука во оградите наши, уште тука двајца од футилите му отепале. Комитите од озгоре. И после тоа се развило ова ножо што е, местото Рајча го викаме, и турчин од долниот крај до горниот, али во истото време и од Кавадарци Стаса Ласкаро од другата страна на ножот. Стаса Ласкаро, а од ова, како што стојам јас, од деснава страна, од тада немало аскер. Биле четите на таа страна. А четата, што е изгината на ножот, му дале извештај да бегаат по местото Влаодол, кај што берел орде дрва. Арнама тие рекле дека ние сме дојдени да се бориме и ќе се окупираме на ножот. И се окупирале на ножот, направиле распоред, таму што направиле, и после маскерот, голем маскер би се собрало, и од Кавадарци, и од Прилеп. Татко ми и дедо ми кажува дека сето црно било од војска, од аскер. И држале, таман ќе пуштеле догоре, на местото горе има онакој дробак, го викаме ние, шума, и таман ќе му наближеле, и тогаш овие бомбите, оттаде аскеро ќе уступи скоро до долу назад се ваѓа. Пак после, и така дур му било муницијата, се спукале, се бранеле таму, и на крајот нема што да види, дедото стално и да имаме епопејата на ножо, ќе ти кажам и кои дедовци беа што ги закупува. Така, ајде чуеме. И на крајот немало што букарите што пиеле вода, од озгора стркала му тие букарите дека тркалезни, низ дробак и турците оттаде мисле дека се некои големи бомби, дрво долу бегаат. И крај на краиштата ќе кога наделе изгинале. Сите и си истепале. Ова да ми кажеш, како се викаше дедото ти кој ќе кажуваше ова приказна? Пано. Пано. Колку години имаше дедото ти? Колку години имаше ти тогаш кога дедото ти ја кажуваше ова приказна? Јас? Аха. Па ја нека дека 7-8 години. Стално го кажува тие тоа онако тоа да чиме таа историја да речам. Ја кажува и татко ми. Си бил ли горе на ножот на споменика? Јас таму сум израснал на ножот. Таму го ведов да чуваме. Ова за да ми кажеш, колку мина беа да речеме овај комити, колку биле војводи кои што погинале? Ти кажуваш дедо ти? Таа историја тие биле 54 души. Од тие 54 души само еден Куртуни. Позади, како избегал, тоа е негова работа, другите сите изгинале. И после, кога турците веќе се качиле на ножот горе, и почнале да избираат кометиве и да му кршат главите со камења. И Стасал, речи го, тој бил талјанец, и ко се качил горе, и на турците му рекол дека повечки на луѓето да не му кршите главите, да истоберите сите и на самата чука, кај што е споменико, сите се наредени вака еден до друг, да простат и жениве со голи со облечени. Голи, затоа велам да е епопејата, старата ножо, се гледа. И од тука му рекол, направиле она чест плотон, му направиле, држиме, војнички што го велиме ние, му дале еден плотон со 3 плотони
и до тука биле. После старите наши и пратиле одавдека да избираат што се тие останати, сите ни собрале, да закопуваат. Арнема местото е каменоито, има малце рамно место пред чуката, тука беше закопале. И во моето детинство, дедото кажуваше, овде ово е закопано, не овде, ама тие плитко закопани, така кучињата извали наделе. Еден имало само ти од другата страна, на Курпаша и Гумења, тој било во процап, скриен. И тие како напаѓале од Кавадарци, од кај Могила нагоре, како напаѓале, дури имал куршуми, околу 80 души од Аскер исепал тој. И на крај немал поешки и го тепале. И дедото кажуваше, после 3 дена, таму избирале. И го нашле си отечен на 3 така, го исекле, го закопале таму, горе и тоа. Што години имаш? Јас? Аха. Јас 84-та. Еве вака едно, ќе речам. Ајде. Си поминал и сито и решето. Си поминал и бугарско, и српско, и југословенско, и ова денешно македонско. И тоа. Кој ќе прочиташ овдека па да речам си во години, дали некој вака си се запрашал, што јунаци беа одели што погина, до каде, до теравне, до кое дереđ ова наша Македонија? Ами, ние многу пати тоа си не го велели што од деца и сега го велиме. И сега го велиме, ние имаме имање наше, забели ниве имаме, и многу пати еди јунаци, еди бре, како не избегате тогаш, подол нагоре, току се качите горе да гинете. Српските панаѓури во Ракле од памтивека се одржувале на летен Свети Атанасије и на Петков ден. Таа традиција, иако видо изменета и денеска се одржува, но некако тоа што било порано на селото, туку во Селскава црква. Мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Ракле, каде што во црковниот двор и ова година се одржа, така да речам, селскиот панаѓур, а дел од овој народен ритуал, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од него. Христос воскресе из мертвих, смертиот смрт поправ, Исус ти во гробје живот дарова. На Господа да се помолиме. Господи, Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, виното и пченицата со Твојот свет дух сега и секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, виното и пченицата со Твојот свет дух сега и секогаш и во веки веков. Амин. Господи, Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, виното и пченицата со Твојот свет дух сега и секогаш и во веки веков. Амин. Во слави и чест на светиот Атанаси Велики и на светите Борис и Глеб. Господи, Ти го принесуваме овој дар сештедре, прими го во Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник. Во име Отца Амин и Сина Амин и Святаго Духа Амин. Амин. Святи мученици, че добре страдалчествувавши и венчавши ся, молите ся ко Господу. Од кај во Гомилско се назираше тежок дождовен облак.
навестувајќи ни на сите нам дека големо невреме се спрема. Иако не ми се напушта се селото Ракле, мора да се заминам. Појтав по удолницата. Почна да грми, да трескоти и по некоја капка дожд пророси. Стариот Камаз забревта и покрај силното дождливо невреме, пропратено со силни грмотевици, не осетив како мојот верен другар, рускиот джип од марката Камаз, колку брзо го помина 7-километарското каливо офроад планинско џаде. Си заминав од селото Ракле, советување што им го дадов на моите домаќини од ова село, дека пак ќе дојдам овдека на нивниот зимски панаџур, на нината слава, Света Петка, само Господ на сите нам здравје да ни даде.